Добро вечер. 20 часот и 30 минути. Овој термин е резервиран за вторнишното издание на Фолк Ексклузив. Погледнато зошто ни треба да го минувате овој канал. Сегачки или не знам како, но напротив не е така. Напротив, турбофукерите и тие што слушаат. Канувам да дојдете да уживаат во најдобрите македонски вина, во најдобрата македонска квалитетна храна. Топ листата посветена на македонската фолк музика за оваа недела изгледа вака. Место број 5. Наум Петревски, Птицо Бела. В душа имам, немам ништо без неа. Цели ноќи пијам, цели деној спијам, само да не ја мислам и да ја заборавам. Оди летни птицо бела, преку сите неба ти пронајди ја. Да ја прашаш птицо бела, дали колку мене да тагува. Немам срце ниту сила, в душа имам, немам ништо без неа. Цели ноќи пијам, цели деној спијам, само да не ја мислам, сакам да заборавам. Место број 4. Зуица Лазова, Скопје. Ej, Skopje naše jajce bacano, so belosvetski boji. Ej, Skopje glaven grad na Balkanot, do nego baš site sme si svoji. Ej, Skopje naše jajce bacano, so belosvetski boji. Ej, od Šutka Čajir pa do aerodrom, do nego baš site sme si svoji. Место број 3. Андријана Кеш, Заљубена. Ajde сега биди frajer, bidi šik. Mik, 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 mik. I presite tajno dajna migni mi. Nikoj da ne vidi. Ajde сега биди frajer, bidi šik. Mik, 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 mik. I presite tajno dajna migni mi. Nikoj da ne vidi. Јас без тебе не можам еден ден да живеам. Така сум осудена во тебе заљубена. Место број 2. Татјана Стефановска, Какво срце имаш ти? Ах, тој пусти горбет, ајр да не види, зошто очи солзи полнам, прво ли белото полнам. Ти го памтам зборот, клетва ти си зеде, дека бргу ке се вратиш и за жена ќе ме земеш. Какво срце имаш ти, кога прва љубав лажеш, каква душа носиш ти, што на Бога ќе му кажеш. Какво срце имаш ти, кога прва љубав лажеш, каква душа носиш ти, што на Бога ќе му кажеш. Спасе Сејановски е едно младо момче кое што веќе 5 години е на оваа фолк естрада.
Направивме едно кратко интервју, меѓутоа овој пат малку поразлично. Тој кажа се што мисли за оваа музичка сцена, за сјајот на музиката и за се што се случува во овој бизнис. Спасан Силјановски, за 5 години веќе професионално од кога се занимавате со музиката, CD, DVD CD, тоа е премногу. Секоја чест. Благодарам. Имаме 19 песни и 10 видеозаписи. Тоа е моето дело за овие 5 години. Тоа е премногу. Мислам дека е доволно. Да, тоа е премногу. Дали се очекува сега и нов албум или нешто ново? Јас работам на нови песни. Не одам типично на тоа да направам албум, песна по песна, па кога ќе ги соберам онаа бројка за да биде албум, тогаш ќе ги издадам. Значи не можам да кажам дека стрикно сега ќе издадам албум. Дали Во принципи ова CD го работев. Дали за тебе за еден добар албум да се направи треба да содржи 19-20 песни? Па не мора да содржи толку. Јас неколку години работев, снимав песни, создавав песни, јас сум автор на моите песни. И се решив да ги ставам сите на едно CD. Имав турнеја за Австралија, ајде реков ќе ги носам таму. Да ги поучестиш на шинците таму. Така, може да се каже. Вие сте и автор, значи за Мои песни автор на музиката сум јас. Одлично. Дали соработувате можеби и со други музичари кои што вие сте автор на нивна музика или нешто слично? Да, има одредени пејачи, интерпретатори на кои што сум им подарил песна, односно моја музика. А соработувам секако за моите песни со повеќе аранжеристи, аранжмани и текстописци, меѓу кои Борче Нечовски. Со кои пејачи соработувате? Мислите за кои пејачи правам јас музика? Па има повеќе. Сега да не ги набројавам, ќе заборавам некои. Ќе се налутат, да. На професионален план за 5 години, како што кажавме, CD, сега каде и да е, нови песни, па ќе очекуваме 19, кога ќе се соберат, ќе очекуваме и ново CD. Во приватниот живот сте среќно уженат, имате сопруга која што ве поддржува. Како издржувате да одите на турнеја во Австралија, Америка, да седите подолго време и да не се видите? Јас издржувам убаво, затоа ќе прашате сопругата како таа издржува сама дома со дечињата. Да ни помогна. Така. Добро, во ред, тоа се сваќа како дел од работата. Каде и да си и што и друго да работиш, мора еден период да си одсутен од дома, така и ова е работа и мора да си одсутен, односно човек треба да е спремен што добива, што губи од својата работа. Значи јас за тоа што сум го постигнал мора да изгубам одреден период да бидам одделен од моите најблиски, но се надополнуваме потоа кога ќе се вратам, го надополнуваме тоа време и таа љубов. Супер, каде може да ве видат гледачите, каде може да ве чујат, дали настапувате во некој ресторан или пак дали имате некаде свирки каде што постојано може да ве види македонскиот народ? Најповеќе значи настапувам се разбира по веселби, односно свадби, а во период кога што нема свадби, да кажеме кога се постите кај нас, настапувам секако и во ресторани, најповеќе во Западна Македонија, Струшко, Охридско и Кичевско, каде што сум од каде што сум јас. Најповеќе ве поздрав до ресторан Мерак во Кичево, тоа е блиску до местото каде што живеам и тоа ми е како едно прибежиште. Секогаш човек може да ме најде таму и кога пеам и кога не пеам, јас сум тука постојано. Супер. Бидејќи конечно еве сега, како што знаеме дека позади вас стои медиум, позади вас веќе интернет порталите знаат да напишат за некој фолк пејач. Што сега сте вие спремни да направите за да го задржате вниманието од тебе, од интернет порталите и од нас новинарите? Јас сум спремен како и секогаш да создавам и да пеам добра песна. Тоа е единственото нешто кое што треба да го практикува секој пејач за да го остави својот печаток и да го задржи своето внимание. Добра песна, хитовска песна, добар настап, добар вокал. Тоа го правев и досега, благодарение на YouTube каналот. Сега има некои повеќе портали, канали, медиуми кои што ја застапуваат фолк музиката. Така да се надевам дека ќе има простор за сите и дека ќе има простор да се афирмира македонската музика. Како, бидејќи многу добро знаеме дека, според мене, јас ќе го давам моето лично мислење, порано се почитуваше многу повеќе македонската музика. Што мислите вие? Дали е тоа така? Точно така.
моментално според моје мислење, можеби не сум во право, причина поради која што не се почитува македонската музика е напливот на секакви автори, интерпретатори, медиуми кои пропагираат туѓа музика, не македонска музика, фестивали кои што работат само за економски интерес, а не за да извадат квалитетна песна. Сето тоа е собрано во едно и тука се губи македонската музика. Не дека нема македонска песна добра, верувајте, сега има можеби многу подобри, но немаат простор вистинските песни да излезат на вистинско место, благодарение на тие луѓе кои што ги водат овие фестивали и така натака, кои што работат само за свој личен интерес, а не за да остава нешто на македонската сцена. Дали вие, Затоа, повелете? дали вие се појавувате на фестивали? Јас се појавам на фестивали во кои што не се од надпреварувачки карактер, бидејќи тие кои што се од надпреварувачки карактер сметам дека не се објективни. Еве да еден само пример ќе кажам, да не биде ова дека јас го зборувам, бидејќи јас сум разочаран на таа работа. И, сум имал конкурирано и на Валандови, и на Цветници, за жал моите песни биле одбиени. Истите песни кои што биле одбиени на тие фестивали, за една година можеби имаат по 100.000 гледаност на YouTube, додека тие кои што победиле прво место имаат можеби 100 гледаност. Значи тоа е кој е мерилото сега, кои се тие луѓе на тие фестивали кои што го поставуваат нивниот репер за да одберат песна, всушност гледаат меѓу самите дека нема многу успех. Значи треба да остават малку на луѓето, на публиката да кажат која песна треба да оди, да настапува и да победи. Затоа од сега за сега и во иднина, значи одбегнувам такви фестивали додека нешто не се промени внатре во самите фестивали. Се одам на фестивали кои не се на преводачки карактер, односно кои се одривијален. Така да јас не сум желен никога за да победам и да имам награда. Јас за моите 5 години активност на оваа сцена, да не бидам скромен, имам доста песни кои што се слушани, кои што имаат да речем милионска гледаност, песни кои што се пеат на вистина по свадби, по веселби, тоа е за мене најголемата награда и најголемата сатисфакција. Тоа што фестивалите не даваат доволно простор за такви песни, губат самите. И јас мојата песна на каков начин ќе ја промовирам, дали кај вас во емисија или на YouTube или на Facebook, секако ќе излезе. Но жално е што навистина не се остава простор на тие фестивали или на медиумите, општо националните медиуми за да се промовира навистина македонската музика. Бидејќи јас ја негувам типично македонската музика, ново создадена, со модерен аранжман, но од духот на она што значи навистина македонско народно. Браво. Дали на вашите настапи само интерпретирате македонска музика? Или пак дали поникогаш знае да улета и некоја, соседска песна? Јас не сум, значи, толку радикален, јас слушам секаква музика која што е убава. Слушам и од странска, и од англиски, и од српска, и од албански, и од бугарски, значи се што е убаво слушам и немам против никоја музика. Јас имам против музика која што навлегува во нашата македонска музика и ја уништува. Значи јас немам против на една свадба од 50 песни да се отпеат на пример 2 српски песни. Во ред има луѓе кои што живееле во тоа време, се и носталгични и така натаму, нема проблем. Значи јас лично ќе ги отпеам. Но јас сум против од 50 песни на една свадба да се отпеат 45 српски или не македонски или бугарски, а само 5 македонски. Тоа е за мене парадокс и неприфатливо во никој случај. Како мислите да го вратите вие сјајот на македонската музика? Со создавање на македонски песни, песни кои што ќе го задржат македонскиот дух на музика и на текст, што може би малку помодерни аранжмани, кои што ќе бидат прифатливи и за младата публика и за постарата генерација. Фалам на Бога да кажам, еве досега можам да се пофалам дека го постигнуваме тоа. Ве поканувам да дојдете на моја свирка во Западна Македонија, ево во Кичево ќе кажам, на обична тезга. Ќе видите дека тука има публика од 15 години па се нагоре и сите ја слушаат и се веселат баш на македонска музика. Во рок од 5-6 сати во една вечер, буквално на народни песни, ново компонирани песни и така натаму, но македонски песни. Со македонската песна може да се направи уште подобра веселба, но менталитетот кај нас е тако што сите оние кои што пеат народна македонска песна, као еве овие се, не знам, селски, селјачки или не знам како, но напротив не е така. Напротив, турбофолкерите и тие што слушаат шунт, се тие селјаци и селски песни, да ги наречам. Сум арогантен, ама ќе ми извините. Кога сум кај ова прашање, стално се револтирам и морам да кажам тоа што го чувствувам. Може би некои ќе ме обвинуваат, но се надам дека поголемиот број ќе мислат дека сум прав. Јас и мојата екипа ќе дојдеме на некоја ваша свирка
И се надевам дека ова што го видите и ќе го уствариш, ние ќе се поминеме прекрасно таму и ќе се забавуваме. И ве чекам со нови песни и нов албум во емисија во Фолк Естрада. Дали може? Ќе ви биде задоволство прво да присуствувате на моја свирка. Се надам дека и сигурен сум дека ќе поминете прекрасно. Ќе имате некое ново искуство за разлика од ова искуство што го имате по ресторанчињата и кафанчињата тука, да кажам, во Скопје. А после тоа ќе правиме нели повторно обед и ќе видите дека сум бил во право. Уште еднаш ви благодарам на поканата, ви благодарам за вашето внимание, за вниманието на гледачите и сакувам уште поголем успех со вашата емисија и уште поголема промоција на македонски песни и на македонски интерпретатори. Крошни во пламе. Ве подсетуваме кој е предлог за оваа недела и кој се наоѓа на првото место на единствената топ листа посветена на македонската фолк музика. А веднаш потоа гласете на весело.мк. Предлог за оваа недела: Алегро Бенд, Еден живот имаме. Вечно млади неке сме, ејде да не жалиме. Дајте ноти весели, песна да испееме. Еден живот имаме, ајде да го живееме. Ајде, ајде срца, љубете страстно, да ни е бурна младоста. Само така луѓе мирна и долга, ќе ни биде староста. Срца љубете страстно, да ни е бурна младоста. Само така луѓе мирна и долга, ќе ни биде староста. Место број 1. Јордан Митев. Кажи да, моја најмила. Денеска сум ептена многу кефлија, собракија со мене тајфа колема, врат се носа
оваа година, како и претходните 4, ќе се одржи пролетниот вински фестивал. Но да направиме ретроспектива на претходните 4 години што се случуваше. Па фестивалот првата година започна од она буквално мало фестивалче, кое што не очекувавме да ќе прерасне во толку голем фестивал со такава посетеност. За подоцна секоја година да се зголемува посетеноста и популарноста на фестивалот. Првата година имаше доста големи звезди кои што мислам дека привлекоа вниманието на луѓето, па дури под дожд имавме голема публика. Последнава година веќе докажавме, значи како се докажаме како бренд и веќе нема човек што не го знае пролетниот вински фестивал и сите со нетрпение го очекуваат. Што се случуваше изминатите 4 години, а што ќе се случува оваа година? Секоја година гледаме да има различна програма, односно да има за сечи вкус по нешто. Многу звезди поминале, многу пејачи од секакви музички стилови и оваа година имаме разни музички стилови, почнувајќи нели од фолк музика која што нели многу добро оди со вино, па понатаму дури до хип-хоп и до некои други стилови, рок, нели поп, така да за сечи вкус по нешто и подоцна ќе зборуваме и за програмата. Кога ги споменавте фолк пејачите, колка е посетеноста или каква е посетеноста на нивните настапи? И кои досега има настапувано се на пролетниот вински фестивал? Па од оно што можам да го видам секоја година, навистина доста луѓе доаѓаат за да слушаат фолк музика, бидејќи едноставно некако вино оди со добра народна песна, особено со добра македонска народна песна. Миле Кузмановски ни е веќе резидент, буквално секоја година луѓето го барат да настапува, не дека ние го ставаме во програма, него навистина луѓето сака да пее Миле, затоа што навистина прави добра забава. Потоа има настапување Нино Величковски со тамбурачи, на чисто добра атмосфера направија пред некоја година. Сега да ми извинат, нема да се ситам баш на другите фолк пејачи. Жара Бербер исто е. Добро, Жара Бербер го сврстувам во една група на шоумени. Значи тој е баш човек што прави шоу и навистина секоја година на неговите свирки е најголемата гужва на фестивалот. Се осврнеме сега на овогодинешното издание. Што ќе се случува оваа година? Од кога почнува? Кои денови? Кој се ќе настапува? Фестивалот започнува во среда на 11 мај, а ќе трае до недела на 15 мај. Секој ден буквално ќе има различна музика, од 18 часа започнуваме па до 1-2 по полноќ, до кога ни е нели дозволено да работиме. Ние би сакале нели нормално повеќе да траеме, меѓутоа за да не се прави нели бука и галама, да бидеме на културно ниво. Ќе си го задржиме стандардот да работи до 1 или до 2 по полноќ. Ќе ги видиме оваа година, нели повторно кој што напоменав, Жара Бербер и Миле Кузмановски, потоа го имаме Едо Мајка кој што го сакаат многу младите генерации, DJ Гоца Сав, го имаме гостите од Србија, Тропико бенд кои што исто така се многу слушани овде во Македонија, сега знаеме дека пред некое време направија одличен концерт во Белградска арена. Имаме диџеи, имаме рок бендови, млади атракции, така да дојдете и видете. Ќе се случува пред платото на Вероцентарот. Локацијата не ја менуваме. Па да, локацијата е одлична, бидејќи веќе имаме нели еден вински фестивал кој што се случува во центарот на градот, така да оваа локација не случајно одбрана, него е баш за тој народ од тие населби да почувствува малку нели убава атмосфера на пролетниот винофест, бидејќи знаеме дека таму има доста публика која што не би можела да доаѓа на другите краеви од градот, така да сепак за секого по нешто такива. Дали имате направена статистика колку вино до сега е испијано? Еве претходните 4 години па до сега. Да видиш, не текнало да направиме статистика, бидејќи навистина мислам дека и не може да се направи, освен ако тоа не го прават винариите кои што се таму. Имаме над 10 винари, најдобрите македонски винари секако. Покрај винариите имаме и нели деликатесна храна, бидејќи виното не оди да се пие така на голо, што би се рекло. Така да за сите гурмани ќе има супер понуда со одлични цени, значи вината се доста ефтини, дури можам да кажам и поевтини од продавница, па многу луѓе доаѓаат само за да се купат вино, ако не се дојдени или за музика, доаѓаат чисто само да дегустираат и се купат за дома. Кое вино македонците сакаат да го пијат? Па неве кога има на есен фестивал, тогаш се пие повеќе црвеното вино, на виноско пример, а додека пак овде бидејќи нели малку фаќа сега топло, обично се пие бело вино. Во оние денови кога е малку поладно или ако врне дожд, највеќе се нарачува црвеното вино. И сега интересно е што во последно време, значи порано македонците не знаеа баш да комбинираат вино со храна, но во последно време навистина има пораст во знаењето нивно, затоа што веќе секој знае како да комбинира бело вино со кое јадење и знаат што нарачуваат. Значи порано знаеле да само да речат една смедеревка, а меѓутоа сега веќе знаат кое е убаво и квалитетно вино, ги знаат сите сорти, така да тоа ме радува што македонците конечно имаат винска култура. Кое е ваше омилено вино? Така за југ. Да.
И вранец како македонска сорта секако. Значи, се гледаме ние во петок и во петок е нашиот ден кога треба да дојдеме, тогаш настапува Миле Козмановски, но ќе присуствуваме и на другите денови, за сите оние кои што сакаат да дојдат. На кој начин би ги поканиле? Ги поканувам да дојдат и да уживаат во најдобрите македонски вина, во најдобрата македонска квалитетна храна и секако во најдобрите македонски музичари. Тоа е се за вечерва. Вие утре не заборавете во 20 часот и 30 минути да проследите репризата на Фолк Естрада. Ние се гледаме во четврток во 21 часот и 30 минути. До тогаш, довидување.